И така, по првичната радост, самосознаење или Исусово сознание, ти по извесен период во умот мислиш дека тоа е тоа, дека доволно си сознал, ти олеснило нешто, си направил некои дејства физички, но не стигнала силата Исусова да ти го измие срцето. По првичната еуфорија се враќаш на стариот начин, се враќаш во својот живот, во својата црква. Има еден израз влашка црква. Во секој град тие си имале своја црква. Само нивните деца, нивните семејства, нивните пари. Дали ти можеш да му дадеш се на Господ Исус Христос и вистински да исчекориш? Доаѓаш до тој момент да се оставиш на вистина стариот човек и да примиш свет целив исцелување. А тебе те враќа некоја мисла, некое чувство, некој спомен, стариот начин, старата природа, паднатиот грешен човек. Се враќаш во светот, се враќаш во пустината и Египет и гинеш во пустината. Може да биде било што дедо ти со парите, жена ти што си прави портрети, другата жена што седи дома му се лути на Господ бидејќи синот не е како што таа замислила. Или било кои безбожници, евреи кои не се евреи, христијани кои се далеко им е срцето од Исус. Или проблемите на светот. Секој донесува самиот решение дали вистински во духот ќе се придвижиш кон Исус или ќе останеш во млуеницата и калта. Господе Исусе Христе, дај ни сила да ги љубиме сите, да не бидеме кратци на туги знаења, да не постапуваме како лажниот паднат сатански свет. И така многумина зборуваат за Исус, а лаже се кара со родителите, не смее да сведочи заради . Исус направил за тебе некое чудо, а ти си поразен, те врзал сатаната и го немаш словото на своето сведоштво. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус и во твоето срце намернику, ќе дојде време кога нема да имаш повеќе време да исчекориш кон Исус, туку ќе дојде само наплатата на сметката на твојот живот. За кого си живеел, што си направил за Исус, кому му служиш, кому му се поклонуваш. Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен. Те сакам, Господе Исусе Христе. Амин до Царството Божјо. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот, но се победува со словото на своето сведоштво. Или ти немаш сведоштво. Може би Исус нема сили да направи нешто за тебе, или ти се плашиш да го кажеш тоа. А во љубовта страв нема. Исусе и само Исусе. Амин.